Капацитетите на агенцијата се тие што се во моментот. Ќе има потреба за зајакнување на кадар секако, затоа што сигурно ќе има зголемен обем на работа. Ние правевме некаква анализа, уште кога во базата на податоци имавме околу 90.000 миленици, бидејќи предефинирано кога го идентификувате вашиот миленик, треба да внесете дали е тој стерилизиран или не. И тука веќе можеме некои анализи да правиме. Уште тогаш видовме дека ако одиме со оној наш предлог дека над 2 репродуктивно способни женки ќе биде критериум за регистрација на одледувачница, системот ни покажа дека ќе имаме околу 4000 такви субјекти. Меѓутоа тоа не е страшно, бидејќи ние веќе имаме пракса да работиме on-spot контроли и кај останатите видови животни во ветеринарно-информативниот систем, значи има и говеда, има овци, кози и свињи. И исто така можеме да предвидиме некој начин на on-spot контроли, одреден процент врз база на проценка на ризик, можеме да одредиме каде ќе ги вршиме каде ќе бидат нашите контроли и во колкав процент на тие одледувачници на годишно ниво. Ќе имаме механизам за контрола. Меѓутоа, зајакнувањето на принципите на одговорност, сопствеништво и приливот на нови кучиња на улиците е навистина голем проблем. И тој проблем треба да на неколку начини може да се реши преку подигнување на јавната свест. Ние веќе имаме работено неколку пати такви кампањи преку медиумите и пишаните медиуми преку другите социјални мрежи, значи имаме правено такви кампањи. Меѓутоа, сепак е оставена на совеста на одговорните сопственици. Во иднина, сепак мислам дека треба да се зајакне и санкционирањето на тие неодговорни сопственици. За жал, како се предвидени казните во постоечкиот закон, тие се многу ниски. Ќе пишат во 20 евра да се спаси. Многу се ниски во моментот и ние како агенција ќе инсистираме тие казни да бидат поголеми, односно да бидат на некој начин драконски, за некој во иднина ја спречиме таа нуспојава на напуштање на домашен миленик. Сметам дека казните треба да се зголемат во делот на идентификување на миленикот, да не микрочипиран миленик да биде зголемена казната, исто така за напуштање на домашен миленик да биде зголемена казната. Ние ќе се обидеме при донесување на законот, ќе сугерираме да може да ги зголемиме казните во тој дел.